Да се биде хроничар за општина Новаци, посебно за полските села кои припаѓаат на општината Новаци, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збиднувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадменат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на него својствен начин да ги долови оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што го носи како дел од себе, затоа што сите односи, ликови, судбини, повторно, интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните што ги опишува тој летописец, успева да му ги доближи до читателот, а читателот на неговите летописи не е пасивен наблюдувач, туку активен учесник во тие настани. Почитувани мои, 30 години ја крстарам Република Македонија. 30 години патувам низ македонските заборавени села. За овој временски период имам поминато 1675 села од преостанатите 1984. Моето путешествие го продолжувам во општината Новаци, каде што таму мештаните ќе ми ги дораскажат приказните од оние приказни кои што им ги прераскажале нивните дедовци и баби, а сето тоа ќе ви го преточам во новиот документарен серијал со работен наслов Општина Новаци – историографски записи. Територијата на општина Новаци, посебно 15 села распослани во рамничарскиот дел на општината, е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Едно од тие села е и селото Далбеговци. Атарот на селото Далбеговци како споменична целина има огромно значење поради комплексноста од многобројните археолошки остатоци, како и низата поединечни градби кои ги имаат карактеристиките на културно наследство од исклучително значење. Како едно од најстарите човекови населени простори, тоа представува архитектонско и уметничко достигнување и ризница на архитектонски, археолошки, материјални и нематеријални вредности. Ова село формирано во карактеристични природно-географски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопенисување се издигало и развивало во една карактеристична хармонија. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци кои потврдуваат дека ова село било населено во давнешни времиња. Ете како што вели народот, Господ милуваше атарот на општината Новаци да го крстарам во изминативе 12 години, овој пат да го посетам селото Далбеговци на вториот ден на Великден, поточно речено на летната селска слава Великден, чија слава мештаните ја празнуваат со векови на вториот ден на Великден, чија црква го носи името на Христовото воскресение, да направам аудиовизуелен документарен запис, воедно да ги надополнам моите досегашни сознанија за ова православно христијанско и етнокултурно празнување во ова село. И навистина така и бидна. Како по стар обичај кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија,
За селото Делбеговци тргнав на вториот ден на Великден, која секоја година паѓа во понеделник, рано, мощне рано, околу 4 саатот, народски кажано, со моето возило со стариот руски джип со камазот. Времето беше вистинско пролетно, релативно топло и порекеши 2 часа и кусур време, народски кажано, возење по магистралниот пат, Скопје, Велес, Прилеп, Битола, кај крстосницата во непосредна близина на битолската желеничка станица, свртувајќи лево, возејќи по 15 километарската патна делница Битола-Новаци, која кривулесто се извиваше низ овој дел на битолското поле, во раните утрински сати стаса во Делбеговци, каде што штуткано како орловско гнездо се будеше одгрејано од утринските зраци на Делбеговското сонце. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов рано во зорите, затоа што како мравките рано пред изгреје сонце, во нивниот мравјалник рано пред изгреје сонце се подготвуваат да трнат ширум полето, да собираат разни житија на црквата Христово воскресение, каде што рано изутрина се зареди врволица народ на утринската литургија, која парохискиот свештеник, според православните црковни канони, во секоја црква и манастир започна точно во 7 часот и 30 минути. Почитувани мои, окото на секој добронамерник долж патот Добромири, Делбеговци, Ношвал не може а да не го забележи селото Делбеговци со куќите наредени како монистра на Ѓердан, ки бисере прекрасното здание црквата Христово воскресение, која од утро до вечер раскошно блескоти по зраците на Делбеговското сонце. Наминав во ова духовно православно светилиште, мештаните да ми ги раскажат старите адити обичаи на нивната летна слава, која започнува со утринското богослужение од страна на парохискиот свештеник и соборскиот народ, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за ова празнување низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва од мештаните за ова слава, со надеж дека меѓу помладите од ова село, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот. Почитувани мои, колку ми се радува душава што еве ова 2023 господово лето во селото Делбеговци на вториот ден на Великден, овдека во црковниот двор, можете и самите да почувствувате во раните утрински часови како мравјалник сите мештани од селото Делбеговци доаѓаат овдека во нивниот храм, во храмот посветен на Христовото воскресение, да направам една нова репортажа за ова населено место. Почитувани мои, предлагам дел од овој сенароден собир да последите во положение на оваа репортажа. Почитувани мои, пред да проследите дел од видеозаписот од пригодната утринска богослужена литургија од благословената трпеза, што ја организираа членовите на црковниот одбор во чест на Великден во сослужение на парохискиот свештеник заедно со соборскиот народ, предлагам да ве запознам со историографските сознанија за Христосовото воскресение на еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори во современава наша насущна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријево филм, професорот Драгослав Миновски.
Еве денес на вториот ден од најголемиот христијански празник Великден се наоѓаме во православното светилиште, односно во православниот храм Христово воскресение во селото Далбеговци, Битолско, поточно во општина Новаци. Во продолжение на оваа денешна репортажа, сакам да ви изнесам некои мои сознанија во врска со овој голем христијански празник. Великден или Воскресение е најголемиот христијански празник со кој се одбележува денот кога Исус Христос воскреснал од мртвите. Великден се празнува 3 дена и представува така наречен мобилен празник, што значи дека неговиот датум се менува секоја година, но секогаш мора да биде во недела. Великден се слави првата недела по полна месечина по пролетната рамноденица. Исто така, православниот Великден не може да се празнува ист ден или пред Пасха, еврејски подвижен празник. Ке православните христијани кои го користат стариот јулијански календар, српската, руската, Ерусалимската црква, како и кај православните христијани кои го користат Миланковичевиот реформиран јулијански календар, Грција, Бугарија, Романија, Цариградската, Кипарската и Александриската црква, Великден е секогаш помеѓу 4 април и 8 мај. Кај останатите христијани кои го користат новиот Грегоријански календар, Великден е секогаш помеѓу 22 март и 25 април. Великден е продолжение на старозаветниот еврејски празник Пасха. Во христијанството Пасха значи премин со Христа од смртта во животот и од земјата кон небото во вечниот блажен живот. Великден е не само најголемиот, туку и најстар христијански празник што се празнува од 2 век, а во денешната форма од 4 век. Правилата по кои денес се одредува датумот на кој се паѓа Великден првично се дефинирани во 325 година на првиот Вселенски собор во Никеја, а потврдени во 526 година. Според овие правила, Великден е секогаш во пролетната рамноденица во првата недела по полната месечина. Секогаш е во недела, но не смее да се совпадне со денот кога евреите ја празнуваат Пасха, ниту да биде пред него. Ако е пред Пасха, Великден се одлага за првата недела последната полна месечина, а ако се совпаднат во ист ден, се одлага за следната недела. Великден е центар на повеќе празници познати како празници со непостојани датуми или како циклус великденски празници. Нивните датуми кои што се менуваат секоја година се зависни од Великден и се определуваат откако ќе биде одреден неговиот датум. Прочка или проштени поклади е секогаш 7 недели пред Великден. Првата сабота по прочка е Тодоровата сабота, кај народот попозната како Тодорица. Неделата пред Великден се Цветници, саботата пред Цветници е Лазарева сабота, кај народот позната како Лазарица, 40 дена по Великден и секогаш во четврток е Вознесение, кај народот попознат како Спасовден, а 10 дена по него или 50 по Великден е Педесетица, кај народот попознат како Довден. На половина меѓу Великден и Педесетица, односно на 25-тиот ден, секогаш во среда е празникот Преполовение, што народот го вика Руса среда. За еврејскиот празник Пасха, односно Великден, се зборува во Стариот Завет, поточно во втората книга Мојсијева, чија традиција и денес се почитува во христијанската екумена, каде што е запишано за Пасха, односно за Великден, секој домајчин треба да приноси жртва, да заколе едногодишно машко јагне без никаков недостаток, каде што преку жртвеното јагне домајчинот ќе се ги исплати сите негови гревови и на домашните, подготвувајќи го за вечера,
koje se peče na ražen bez da mu se skrši nito jedna koska, a se jade со пресен леп, која символизира духовната чистота, и со горчливо зелие, кое ги символизира горчливите страдања и сите горчини на овој свет, а јагнето мора цело да се изеде, каде што преку жртвеното јагне Исус Христос се представува како јагнето Божио, како што вели пророкот Исаија, тој се жртвува за гревовите на многумина, а како што вели Јован Претеча, Христос е јагнето Божио, кое ги очистува гревовите на светот. Петокот пред Великден се смета за најтажен ден во христијанството, бидејќи тој ден Исус Христос бил осуден и распнат на Голгота во Ерусалим. Осуден дека проповеда учење за кое се тврдело дека е во спротивност со верските принципи и законите на јудаизмот, гледајќи што прават војниците и народот со него, рекол: Татко, прости им, бидејќи не знаат што прават. На Вели Петок сите постат, па дури и тие кои инаку не постат цел великденски пост. Тие кои постеле цел пост или макар една недела, на Вели Петок постат строг пост. На тој ден не се служи литургија во црква, освен ако се благовести. На Вели Петок не се пее, не се весели, тоа е ден на тага и општа тишина, ни детски плач не смее да го наруши. Дури ни мртви не се закупувале на овој ден, да не се нарушува земјата во која лежи Исус. Последната недела од великденските пости, што значи неделата пред Великден, се вика и велика и страстна недела, а народот ја вика и глува недела. Сите денови од оваа недела се викаат велики или велики, како велики понеделник, велики вторник, велика среда, велики четврток, велики петок и велика сабота. Свети Јован Златоуст вели дека неделата не се вика велика недела, затоа што деновите во неа се помногуобројни или поголеми, туку затоа што во неа Господ направил големи дела. Разрушено е царството на ѓаволот, уништена е смртта, победен е гревот, симнато е проклетството, отворен е рајот, а небото им станало достапно на луѓето. Со мир да излеземе. Исус знаел што ќе се случи, поради што ги повикал своите ученици на заедничка вечера во четвртокот навечер. На оваа тајна вечера Исус им укажал на учениците негови дека еден од нив ќе го предаде. На оваа тајна вечера Исус ги благословил виното и лебот, велејќи: земете, јадете, ова е моето тело, пијте од виното, затоа што ова е мојата крв, со што ја востановил и светата причесна како една од повеќето свети тајни. По вечерата Исус заминал во Гецманија. Јуда отишол кај првосвештениците за да им го предаде, велејќи им: кого ќе го целивам, он е, фатете го. Набргу Исус бил одведен кај Кајфа, а кога Исус потврдил дека тој е Синот Божи, првосвештениците врзан го испратиле кај управникот на Јудеја, Понтиј Пилат, потоа во Галилеја кај Ирод. Бидејќи Ирод не нашол никаква вина кај Исус, повторно Исус бил вратен кај Пилат. Во тоа време имало обичај секоја година за празникот Пасха Пилат да ослободува по еден затвореник што ќе го побара народот. Пилат го прашал народот кого да го слободи, но народот заведен од првосвештениците побарал ослободување на Варава, најголемиот злостоник, а разгнување на Исус. Тогаш Пилат, предавајќи им го Исуса, зел вода и си ги измил рацете пред народот, велејќи: невин сум за смртта на овој праведник. Мислете му вие. По распнувањето и по изговорената реченица упатена кон Отецот Бог: прости им Господи, не знаат што прават, наеднаш се отворила небесата, земјата се затресила, карпи паднале, гробови се отвориле и многу тела на упокоени светии воскреснале.
За да не стои телото на Исус на крстот, двајца негови ученици, Јосиф и Никодим, побарале дозвола од Пилат да го симнат и да го погребаат. Пилат им дозволил да го погребаат. Според обичаите, тие го завиткале во платно, го намачкале со мириси и го погребале во семејната гробница на Јосиф, во која дотогаш никој не бил погребан. Гробот го затвориле со тежок камен. На погребот присуствувале и Марија Магдалена и Марија, мајката на Јаков и Јосија. Еврејските првосвештеници го знаеле предскажувањето на Исуса дека на третиот ден по умирањето ќе воскресне. Поради тоа го посетиле Пилат и побарале дозвола пред гробницата да става стража, за да не се случи учениците негови да го украдат телото и после да шират вести дека воскреснал. На тоа Пилат им рекол: имате стражари, одете и направете како што знаете. Првосвештениците го запечатиле гробот и оставиле стражари пред него. Кога осамнало, земјата се затресла, силна светлина ја осветлила Голгота, Исус и се појавил како богочовек на Марија Магдалена, која прва дошла во осамнината по распетието. Зборовите: зошто го барате живиот меѓу мртвите? Он не е овде, воскресна. Не допирај се до мене, оти уште не сум се вратил при мојот Отец, туку оди при браќата мои, кажи им: се враќам при својот Отец и при вашиот Отец, при својот Бог и при вашиот Бог. Истата осамнина Исус им се јавил на своите ученици, велејќи им: примете Свет Дух. Во врска со великденското јајце, јајцето представува символ на живот, тоест го символизира воскресувањето на Исус Христос. Јајцата се вапцуваат на Вели четврток или Вели петок, најчесто во црвена боја, која ја символизира крвта на Исус Христос. Првото обоено јајце се смета за чувар на куќата и нему му се припишува посебна важност. Како што вели името, првото јајце се смета за заштитник на домот и се чува до идниот Великден. Јајцата може да се обојат на многу начини. Ако сакате великденските јајца да ги боите со природни бои, може би ќе ви помогне да знаете кои продукти произведуваат бои. Бидејќи природните бои за боење јајца не се толку интензивни како вештачките бои, што може да се купат во продавници и на пазар, треба да се користат повеќе. Од природните материјали најчесто се користи луковина, која на јајцето му дава црвено кафена нијанса. Еве уште неколку примери. Црвена боја, лушпа од црвен кромит, сок од калинка, цвекло, сок од малини, црно вино. Зелена боја, спанајч, блитва, зелје. Сина боја, црвена зелка, сок од боровинки. И жолта боја, кора од портокал, односно и од зелен чај. Ова се само некои од продуктите што му даваат одредена боја на јајцето, посветла или потемна, во зависност од тоа колку ќе ставите од продуктите или од природната боја на јајцето. На вас е да испробувате со некои нови продукти. Покрај боењето на великденските јајца, за нивна разновидност придонесува и украсувањето. Јајцата може да се украсуваат на разни начини. Покрај вообичаените налепници кои може да се купат во продавници и на пазар, постојат многу интересни начини да се украсат великденските јајца. Ако сакате да украсувате јајца, погледнете некои од наведените начини. Може би во тоа експериментирање ќе најдете задоволство и ќе добиете единствени и интересни великденски јајца. Ако овие начини за украсување јајцата не ви одат од рака, секогаш може да го искористите добро проверениот начин. Јајцето завиткајте го во најлон чорапа и во неја ставете разни лисја и хартивчиња, па вапцајте ги јајцата во луковина. Не е важно да користите комплицирана техника за украсување. Некогаш по едноставен начин е многу подобро ако уживате во она што го правите. Во врска со кршењето на јајцата, еден од најрадосните и најубавите обичаи за Великден е кршењето со јајца. Тогаш настанува веселба и надпревар, чие јајце е најсилно, што представува голема радост, особено за децата.
На Великден прво се јадат јајца, па потоа се јаде другото јадење. Гостите кои ќе дојдат во домот на Великден се даруваат со јајца. Исто така јајца се даруваат и кога се оди на гости. Кога ќе осамне денот на Христовото воскресение, од сите цркви долго звонат сите звона, јавувајќи го доаѓањето на најголемиот христијански празник. Народот меѓусебно се поздравува со зборовите Христос воскресе, ваистина воскресе. Тој поздрав трае се до Спасовден, тоест до Христосовото вознесение, кој паѓа на 40-тиот ден по Великден. Домајчинот со своите деца оди во црква на света великденска служба. Тие кои постелет цел великденски пост или барем една недела се причествуваат на крајот на литургијата. Почитувани мои, утринските сончеви зраци, милувајќи го селото Далбеговци и црквата Воскресение Христово, ја навестуваа празничната атмосфера на православната екумена според јулијанскиот календар, посветена на вториот ден на Воскресението Христово, Великден, а како бисер Гердан се заради народ во правец на црковниот двор во црквата Воскресение Христово. Црковниот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, предлагам да проследите дел од видеозаписот од пригодната утринска богослужена литургија од благословената трпеза што ја организираа членовите на црковниот одбор во сослужение на парохискиот свештеник заедно со соборскиот народ во продолжение на оваа репортажа. Во Христа облекостеся, алилуја. Велици во Христа крестистеся, во Христа облекостеся, алилуја. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ниње и присно и во веки веков. Амин. Заснути силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Христос воскреснал мртвите, со смртта ја победи, и на оние во гробовите животи наделите. Христос воскреснал мртвите, со смртта ја победи, и на оние во гробовите животи наделите. Христос воскреснал мртвите, со смртта ја победи, и на оние во гробовите животи наделите. Господи помилуј. Тројца се помолиме на Господа. Господи помилуј. Да биде ова вода, лековите за души и телата, изискујме сакана пријателска сила, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. За да се испрати благот и за исполнение Господи даново, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Да сите люди требат Бога помош, зашто се помолиме на Господа. Господи помилуј. Да се просветне со духот на светна сушна Троица, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Господи наш, да не покаже сина наследно своето царство, со пењето и причествување пресувањето на оваа вода, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. За да се избавиме секаква тага гнев и опасност, се помолиме на Господа. Господи помилуј. Боже, заштити не, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Господи помилуј. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица. Пресвета Богородице, спаси не. И света Дева Марија со сите свети, самите себе еден на други си од на живот на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Зашто Тебе ти придас некоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Спаси, Господи, људи Твоја, и благослови достојанијето
je Tvoje, pobjedi se pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija darujaj, i Tvoje sokranjaj krestom Tvojim žiteljstvom. Spasi Gospodi ljudi Tvoja, i blagoslovi dostojanije Tvoje. Pobjedi se pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija darujaj, i Tvoje sokranjaj krestom Tvojim žiteljstvom. Spasi Gospodi ljudi Tvoja, i blagoslovi dostojanije Tvoje. Pobjedi se pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija darujaj, i Tvoje sokranjaj krestom Tvojim žiteljstvom. Spasi Gospodi ljudi Tvoja, i blagoslovi dostojanije Tvoje. Pobjedi se pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija darujaj, i Tvoje sokranjaj krestom Tvojim žiteljstvom. Spasi Gospodi ljudi Tvoja, i blagoslovi dostojanije Tvoje. Može nas blagoslovi Bog. Ova vino, ova pšenica su Tvoj Sveti Duh sa svekoš i nosite večni vekovi. Amin, amin, amin. Во славу и чест на нашиот Спасител, Господ Исус Христос. Присуваме ова безкрвна жртва во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Ајде ова вино. Ајде. Амин, амин, амин. Во славу чест на нашиот Спасител Господ Исус Христос, ја принесуваме ова бескрвна жртва во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин, амин, амин. Ајде, на рака дозвола. Приберете се, појдеме на камера. Святи мученици, же добре страдалчество ваше и венчаше ся, молите сяко Господу, помиловати ся душа наши. Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвала, мучеников радование, и же проповедь Троица je послушная, и заеликуева им Евангелие, и роди Сына Емануила, Бога же и человека, востоге имя Ему, Его же величающее Дево ублажаем. Вземете ова чие? Само поле. Држи, така да се скажи. Држи. Држи. А чие? А што кој тоа? Па не, ајде, ти си помагај. Велико име Света Троица, Пречиста Богородица помагана. Велико име Света Троица, Пречиста Богородица помагана. Велико име Света Троица, Пречиста Богородица помагана. Христос помиѓа нас ја и кибе. Христос помиѓа нас ја и кибе. Христос помиѓа нас ја и кибе. За здравие и спасение. Радувајте се. И ние денес обраќајќи се, ви се го потврдуваме оздравот на Христа воскреснатиот. Радувајте се. Радувајте се сите браќа и сестри, мажи и жени. Радувајте се зашто Христос ја победи смртта и воскресна од мртвите, и со тоа ви ја дал најголемата причина, со најголемото право да се радуваме. Возлюбени наши, во воскреснатиот младоженец, Христос, кој што страдаше,
беше раснат и беше погребен, воскресна, да ги отвориме нашите срца за средба со оној кој сето ова го направи заради нас и заради нашето спасение. Да бидеме светол украс на свадбената поворка која започнува од Христовиот гроб и завршила на небесата. Да го наполниме брачниот двор, храмот Божи, да земим учество во ова величествено свадбено торжество, во кој сите се облечени во свадбените облики и некој не се изнерува таму затоа што нема свадба на одежда. Да се насладуваме од великата и непресушна Госпа која Господ ја приготви за нас. Примите, црпите, пусите сите, зашто таа изобилно ни се дава за живот вечен. Амин. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Ваш постојан молитвеник пред Христа воскреснатиот митрополит Преспанско-Пелагонски и администратор Сталинско Новозеландски господин Петар Великден 2023 Господово лето. Честито и од Бога да биде благословено ова лето, Господо, драги браќи и сестри, со радост да си поминеме ова заедничка свечена дружба и свечена беседа која ќе се слави во чест на осведувањето на овој убав велик храм кој е посветен во чест и слава точно на неговото воскресение. Честито и од Бога благословени, нека нашиот Всевишен Бог заедно со неговиот Син, нашиот Спасител Господ Исус Христос, со неговата пресвета Дева Марија, со сите преостанати браќи и сестри кои што го дадат својот живот за да потврдат за неговото воскресение, нека не чува нас како наш православен народ македонски, нека не чува нашата република Македонија, нека не чува нашите дечина и внучина и да даде Господ да проработи совеста на сите нас православни христијани, да окренеме гласот, да си го заштитиме и своето име, и својата вера, и својата нација, сега секогаш и во сите вечни векови. Амин, амин, амин. Честито и од Бога благословено, честито кумството на новогодишните кумови, кои што во слава и чест принесуваат зеничек, ключек и денскевна жртва, тоа е хлебот, виното и пченицата, кои што ќе биде и подеден на сите вас за во слава и чест на неговото воскресение. Здрави, живи, сретни и весели, здрави, живи, сретни, радосно, да си го одминете, драги браќи и сестри, сите кои што живеете во ова село, вашиот празник велики, да си причекате вашите гости, сега секогаш и во сите вечни векови. Амин, амин, амин. Кој за причесно нека пристави да причестиме дечи на клима, големи, мали. чест на големиот христијански празник, еве денес се собравме сите тука заедно, жителите на село Далбеговци, сите оние жители кои што потекнуваат од ова село,
од околните села, да го одбележиме овој момент. Стоиме пред храмот кој што е посветен во името на Исус Христос, на најголемиот христијански празник, да му дадеме почит, да се зближиме, да се обединиме, да направиме нешто во духот на заедништвото на македонскиот народ, на селото, на општината. Би ги поздравил сите наши македонци, сите македонци кои што потекнуваат од нашата општина и од Македонија и кои што се распрснати низ сите краишта во светот и во соседството, да им го честитам големиот христијански празник и да им посакам добро здравје и се најубаво. Еден ден да се дојдат дома, да се вратат на корените, да дојдат на сред село во Делбеговци, да дојдат овде пред храмот христијански, да го одбележиме најголемиот христијански празник. Нека е денот за многу години, уште еднаш Христос воскресе. Вистина воскресе, нека е за многу години. За многу години. Землjo Makedonska, te pozdravujem. Zemljo Makedonska, te uvažujem. Zemljo Makedonska, zemljo tihe vojska Makedonija, Zemljo Makedonska, zemljo tihe vojska Makedonija, te uvažujem. Почитувани мои, Бога ми ме ракви беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Делбеговци на многовековното духовно празнување посветена на вториот ден на Великден, да ги надополнам моите, а Бога ми вашите сознанија за ова празнување. Почитувани мои, го оставив соборниот народ да си го празнува православниот екуменски празник, посветен на вториот ден на Великден, според јулијанскиот календар, а како што рекол свети апостол Павле, ако Христос не воскреснеше, празна ќе беше и нашата вера, со едно ново видување, само Господ на сите нам саде живот и здравје да ни дава. Makedonija,
Христос.